Што ќе се случува со ДУИ? Дали така наречената огнена група ќе успее да се избори за реформи во партијата или пак лидерот Али Ахмети повторно цврсто ќе застане за Артан Груби? На овие теми го прашуваме Изет Меджити, подпредседател на ДУИ. Господине Меджити, добре дојдовте во студиото на Република. Добре ве најдов и благодарам за покана. Така, актуелна е дебатата во собрание. Се чини дека работите не одат како што треба за водачкото мнозинство. Што ќе се случува? Значи, очекувам дека ќе трае дебатата и во принцип, значи, ја го имам кажано и порано дека ова е непотребна акробација, непотребен потек повлечен, значи, и за Алијанса година пред изборите, значи останат само еден буџет да се реализира, нема што ни да покажат, ништо да се докажат, чисто, значи, коалиција за дневна политика да се потисне гласот на различното размислување во ДУИ, тоест на нашата група, со други зборови, значи Алијанса за спас на Артан Груби. И ова се покажа непотребно, веќе сака ова да го прикажат како европска коалиција, како зголемување и стабилизирање на мнозинството и приближување до бројката 81 за уставни промени. И сега уште далеко сме, значи, од гласање на новата влада, но од сега, значи, сите овие аргументи падна. Не можеме да кажеме дека бројката пак се сведе на 64, барем по тоа што кажува премиерот и другите, но ќе видиме дали ќе биде 64. Значи, се види дека не е за зголемување на мнозинството, ниту пак за европска коалиција или европски вредности, оти со предлозите што ги даваат, не аргументираат, значи, во таа насока. Еден од примерите ДУИ, значи, или пак ова крилото на Груби, значи, сакаше да промовира зелена агенда и на првиот потек, значи, го дадоа Министерството за екологија. Значи, се кажува дека не се сериозни во нивните залагања и тоа што го тврдат. Значи Алијанса не ви требаше во владата? Непотребно е. Ни за Алијанса е добро ова, ниту за владата. Дака, дали ДУИ свесно или несвесно им ја намали цената на алтернатива и на Алијанса на следните избори? Попросто кажано, значи, зашто обичниот албански гласач на следните избори би гласал за Алијанса или за алтернатива, кога тие, народски кажано, се те па да влезат во влада со ДУИ? Треба, значи, анализа за ова, значи, друг случај е со алтернатива, друг случај е со Алијанса сега. Во однос, прво се покажа, значи, некоректно и СДСМ и ДУИ према алтернатива, веќе немаше да имаат влада без тие 4 гласа на алтернатива и не требаше сега да се исфрлат, значи, во моментот кога имаат друга комбинација, но како и да е, мислам, тие се политички субјекти и треба сами да образложат што се случува, како се случува, но влегувањето на Алијанса во владата во овој момент, мислам дека ќе дестабилизира политичката ситуација во сите политички партии, речи се во сите, па дури и во самата Алијанса. Јас сум на терен, значи сум отворен со речи сите политички партии, се среќавам и со нив и гледам дека добар дел од членството на Алијанса не се согласни, значи, со ова што го прави нивното водство, значи, место да бидат лидер на албанската опозиција и година пред изборите да влезат у влада, за да бидат патерица или спас за Артан Груби. И мислам дека за тоа ќе платат цена, но немаме објаснување ни кај нас, значи, зошто ДУИ пак со влада од 64 пратеника, во најдобар случај, може и полошо, значи, да даде најмалку 20 или 30%, значи, од тоа што го има во владата на Алијанса за истиот број. Значи, помалку еден министер, заменик министер за одбрана, значи, кој што до вчера беше председател на огранок, на ДУИ во гости Башки Масани и ред други позиции, државни секретари, директори и друго да се заменат со луѓе од Алијанса година пред изборите. Мислам тоа значи ќе го зголеми незадоволството внатре во ДУИ.
Така, се вратиме сега математички. Како стојат математиките во собранието? Плюс 8 на Алијанса, минус 4 или 4 на Алтернатива, минус 7 на Павле Трајанов. Се чини клучно дека ќе бидат вашите гласови и на вашата група. Ја веќе имам кажано јавно дека овој чекор е превземен, ова се работи за инаетска политика, за дневна политика и за дневни интереси. Така да јавно сум кажал дека нема да гласам за новата влада, но да се дообјаснам до крај, значи пак јавно го кажам дека јас и сите пратеници албанци немаме никакви дилеми околу уставните промени. Значи не треба да се повредат двете работи. Добро, на колку пратеници контролирате или сте под ваше водење? Ние сега како што не нарекуваат огнени, во моментот сме тројца. Разговараме, значи и со други. Но оваа бројка ваша нема да влие. Како и да е власта ќе стигне до 61 пратеник, така? Да видиме. Така. Има, значи гледам, има незадоволство и кај помалите партии, има и кај други експоненти, па треба да причекаме значи на крај. Така, ваш главен фокус на действување како група е Артан Груби. Деновиве и вие и опозицијската ВМРО излегува со многу скандали поврзани со него. Да преминеме прво за она што го кажавте вие на собирот во Сарај. Рековте дека со измама дошол на чело на партијата и како вице-премиер. Што тоа значи? Вака, во принцип, збориме за Артан Груби, веќе тој во моментот, значи, вице-премиер. Валјда не очекува некој дека ќе збориме за некој државен секретар или пак портир во владата. Значи, прво е тоа, нашите забелешки се конкретни. Значи, Демократската унија за интеграција од 2002 до денеска, значи, барем во Чаир, секогаш бил победник. Победувал на изборите, освен еден пат, значи 2016 година, кога Груби беше носител на листа, ние испаднавме трета партија. Значи беше СДСМ, БЕСА, па ние. И некој ќе каже, па тоа беа тешки времења за Дуи. Да, ама и во 2016 во Сарај Дуи победи. Значи 2017 ние пак се вративме како победници со Висарканија. 2020 година, значи ја бев носител во КЕЦ, и Артан не беше ниту носител, ниту кандидат, ниту во штабот, ниту во медиумите, ниту во кампањата. На некој начин, он имаше една изјава, значи при отварање на штаб, дека ќе се повлече од политиката, и тука беше измамата, значи кон гласачите. Оти ние го криевме, а после го вративме на голема врата, го поставивме вице-премиер, откако ги добивме гласовите од гласачите. Тоа е прва работа, значи тој е нелегитимен кај гласачите. Второ е единствена екзекутива на ДУИ која што не помина на Националниот совет на ДУИ, значи на партиските органи во ДУИ, значи е нелегитимен и во партиските органи. И трето, имаше шанса и покрај тоа што нелегитимен да се покаже и докаже со работа. Ние успеавме после 3 години, значи да се бориме и на крај да го убедиме Ахмети, значи дека мора да има партиски органи, мора да има дебата, мора да има анализа, и се конституира новите органи, кај што он беше повлечен од тесното претседателство и остана само член на претседателство, и на негово место организационен секретар е Блерин Беџети. Имавме прво претседателство кај што се издвоивме, значи се изборивме да има отчет од владата. Сега значи зборам за владата, дел од владата од Демократска унија за интеграција. На втората седница јас значи со нашата екипа работевме, направивме ревизија на отчетот на владата и за жал значи се покажа дека ревизијата испадна многу полоша од нашите очекувања. Значи има 2% реализација во капиталните инвестиции и во сите области кои што ги посочи во отчетот на владата, значи немаше ништо сработено. Тој води Министерство за политички систем, нема ниту една политичка иницијатива или измена и дополна на некој закон. И да резимирам, значи ние не го бараме значи да се од ИНАЕТ или да се оди он, да дојдам јас или некој од нас, туку напротив они треба да се одат бидејќи се нелегитимни кај народот, нелегитимни во партиските структури, немаат сработено и затоа треба да заминат за доброто на ДУИ и да ако не слуша нас, Ахмети треба да го слуша членството како што беше вчера во Сарај, значи во огромен број.
Дори зборови и на дуи на државата и оди подобро без Артан Груби. Да. Така. Што знаете ли нешто за скандалот кој го извади ВМРО ДПМН дека братот на Дуи, братот на Артан Груби купил дуќан на улица Македонија од близу половина милион евра? Откаде толку пари? Значи имаше тенденција да се поврзат дека има координација, не знам што. Ние, значи, од Артан Груби бараме да се одиме од овие причини. Нелегитимен, нема сработено, арогантен и не сме навлегле, оти не сме опозиција, ние да навлеземе сега да го следиме што работи, како работи. Но тоа што беше искажано, значи беше документирано, имаше значи имотен лист од катастар, значи за тоа треба да го каже јавното обвинителство од крајниот збор. И гледам дека и во таа насока има доста работа. Така. Дуи експресно излезе во одбрана на Артан Груби, нарекувајќи ја ВМРО ДПМН антиалбанска партија. Колку се опасни тие тези ако некој посочи за можен криминал да го обвинуваат дека е антиалбанец? Противно тоа ако некој албанец посочи за криминал на некој македонец да каже дека е против македонците. Се чини дека криминалот не треба да има етнички предзнак. Вака, во принцип е истиот проблем. Ние го дираме, значи, за нелегитимност, за неработење, за неефикасност, за арогантност и тој се крие позади Али Ахмети. Ние, значи, немаме до сега, значи, нашата целосна политичка војна е кон Артан Груби, тој на некој начин успева да се прикрие позади Али Ахмети и успева, значи, тенденцијата му е ние да се соочиме со председателот. И во овој случај, значи, беше обвинет и таму беа посочени имиња Груби, братот на Груби, известна директорката, значи, така, известна Мерита. И во никој случај не беше спомнат, значи, ни Дуи, ни Али Ахмети. И во пак, значи, тенденцијата е да се прикрие позади значи го вмеша Ахмети без никаква потреба и сака во секој момент да се прикрие зад Ахмети, зад албанците и зад да ги претвори во етнички или политички браќа. Овие се конкретни, значи, обвинувања и треба не се насочени ни против албанци, ни против Дуи, него конкретни лица. Треба да се одговарат со конкретни одговори. Така, зошто лидерот Ахмети толку стои зад Артан Груби? Зошто толку го штити? Не, мислам, тоа е прашање што треба да го поставите до Ахмети, не до мене. Така, кое е вашето мислење, зошто? Ахмети, значи, порано имало различни размислувања внатре во претседателството, сме имаме различни ставови, па дури во некој случај и овие што сме од огнената група меѓу себе, имало долги дебати и карактеристика на Дуи било дебата, анализа, про и контра дебати, на крај, значи, сме дошле до најдобрите заклучоци. Ова сега што го гледаме, значи, и сегаш Ахмети бил, значи, код татко на Дуи не заземал страна за волја на вистината и за жал, значи, овој пат зазеде страна, значи, непотребно, бијќи требаше да не остави да се соочиме двете струи, двете групи, значи, да ги послушаат аргументите од двете страни и на крај да го донесе заклучокот. Ние не претендираме дека се што кажуваме, дека во се имаме 100% право ние, но ние истапивме, значи, со аргументирано, со ревизија, пишано, значи, доставено како материјал на председателство и ги браниме тие ставови аргументирано. Значи, вака излегува дека Ахмети застана зад Груби наспроти вас, наспроти на Блерин Беџети, не знам, Висар Ганију, Муса Џафери кои се се уште во групата. Тоа е малку симптоматично. Мислам тоа пак сепак прашање до Ахмети. Така, кажете ми, на собирите што ги имате, дали ограноците стојат зад вас, не знам, членството, каков е вашиот впечаток? Ги имате ли поддршката од базата? Има и еден друг момент, значи, што Артан Груби успеа да внесе еден дух кој што не е карактеристичен за Демократската унија за интеграција. Ние сме биле многу поумерени и
либерални и кон опозицијата, значи албанската опозиција, никогаш не сме претежеле значи да се спротивставиме или да притиснеме кај нив или да преземеме значи присилни чекори, што овој случај значи тоа го прават кон нас и нашите членови. И покрај тоа, значи јас сум убеден и тоа јавно ќе го кажам дека 99%, значи без дилема го кажувам, од членството на ДУИ, од милитантите на ДУИ го мислат тоа, размислуваат како нас. Сега некои заради некои се плашат, некои калкулираат, некои имаат некој интерес вработување, најчесто вработување интерес. И не го искажуваат тоа јавно, но и ова што се гледа, мислам е доволно јако да се види која е сликата. Значи го гледате, значи цел владин кабинет оди и се среќава со ги чека 20 луѓе и од друга страна значи одиме ние кои што не можеме да им ветиме ни вработување, ни авансирање, напротив, значи во првите редови наши стојат луѓе кои што се очекуваат да бидат разрешени како заменик министрот за одбрана, како директорија, но пак стојат на првите редови. Вие дека работите за функции. Напротив, ние имаме функции. Значи, ние не сме луѓе кои што нема. Ние сме во власт, ние сме луѓе со позиции во партијата, значи подпредседател, организационен секретар, секретар за еднакви права и други членови на председателство. Значи имаме доволно позиции значи во председателството, имаме доволно позиции и функции државни, градоначалници, секретари, заменици, но и во принцип, значи, можеби ова е чудното што првпат се случува, имајќ да бидеш дел од владата и да се спротивуваш на владините политики. Можеби за нашите краишта е ова нова вредност, но значи ние се бориме да ДУИ да се врати во правиот пат и ДУИ да не биде губедник, туку да биде победник како во минатото. Мислам тоа што го гледаме. Кај што чека Груби, значи ние сме губитници. Како што беа локални избори во Полошкиот регион, значи изгубивме значајни општини. Анкетите не покажуваат дека е сјајно за ДУИ. Се сјајни за ДУИ, значи ние дигаме на некој начин аларм дека работите не се како што треба и треба нешто да се преземе. Така, на соборот во Сајре рековте се точно да ве цитирам дека Груби го окружува Ахмети со тачи, таравари, села, но ти се ѓаволи однадвор не се оди натаму. Што мислите за тоа? Точно ве цитирав се надам. Добро, сега тоа е митинг, значи со народот треба да се збори народски, но во принцип тие што го познаваат ДУИ и во најтешките времења на ДУИ, значи тоа е периодот 2006-2008, кога ние победивме, а не бевме дел од владата, овие луѓе сите беа против Ахмети. Почнувајќи од Тачи, Таравари, Зијадин Селја, Кренар Лога, Артан Груби, Бујар Османи, значи никој од нив не беше во кругот. Ние го штитевме Ахмети на некој начин од нив и изгледа нашиот председател оди по филозофското, значи тоа противникот што поблиско од соработникот. Така. Велите дека имавте случај да победите, но да не бидете дел од владата. Може ли сега исто да му се случи на ДУИ на следните избори да победи во албанскиот дел, но да не биде дел од владата? Прво, значи треба да се тргне влијанието на Груби, бидејќи тоа е штетно и за албанците и за ДУИ, бидејќи тој мисли дека со влезот на алијанса во владата ќе нема опозиција. И во Тетово имаше слаба опозиција, но се случи народот. И ние сега, значи, немаме позиции, немаме силно се случува народот во нашите митинзи, нашите собори, така да погрешна е политиката, значи, да се елиминира опозицијата, напротив, значи, со влезот на алијанса, тој што ги познава приликите во Македонија, мислам дека тоа ќе дестабилизира и во ДУИ, и во самата алијанса, и алтернатива, и се друго, и значи ќе дојде до друга димензионирање на политичката сцена. Што ќе се случи доколку Ахмети цврсто застане зад Груби и дека вие не успеете вашите намери? Планирате ли да формирате партија?
Не, битката ја водиме внатре и ќе ја водиме внатре. Ние сме искористили само дел од демократските инструменти до сега. Имаме цела лепеза на други демократски инструменти што ќе ги искористиме и сум оптимист дека ќе издвоиме победа и нашата победа ќе биде победа на милитантите на ДУИ, на членовите на ДУИ, на Демократската унија за интеграција и на самиот Ахмети. Така, а некои аналитичари албански објавија дека на следните избори вие како група може да коалицирате со БЕС. Дали е тоа точно? Дали размислувате во тој правец? Види се, ние не можеме да им забраниме на луѓето да анализираат, гледаат, значи, различни варијанти, различни опции и тие се аналитичари, значи немаат многу обврска од тоа што ќе го кажат. Ние сме политичари, ние треба да пазиме на тоа што го збориме. Ја уште еднаш ќе потенцирам, значи имаме уште многу демократски инструменти што можеме да ги искористиме за да издвоиме победа. На крајот мислам дека не треба многу да се грижиме ако народот и членовите се со нас. Така, настрана од вашиот конфликт со раководството, како го оценувате учеството на ДУИ во владата? Чини дека нема полека што нема назадување, не знам, странски инвестиции, економија, инфраструктура, здравство. Добар дел од министрите се од ДУИ. За волја на вистината, значи политичката позиција, значи тежината во однос на позиции, ДУИ албанците никогаш порано немало ваква позиција. Председател на парламент, значени, значи, учинок, значи, во владата, значи, значени ресори раководи ДУИ и тука е главниот проблем. Најдобра политичка позиција, но нема резултати. Најслаба ефикасност. Така, нема. Најслаби резултати и тука се поставува прашањето, значи, што прават со овие позиции? Ако нема ефект во капитални инвестиции, нема ефект во децентрализација, нема ефект во албанскиот јазик, нема ефект во правичната застапеност. Значи, со што се занимаваат овие? Каде ја ефектуираат ова политичка моќ? Значи, само ствараат една перцепција дека албанците имаат многу, но тоа е ризично од утре заради артани и ваквите, значи може да кажат па овие не заслужуваат да имаат позицијата, не знаат да ги водат тие позиции. Што не е случај така. Значи резимето е тој не кога не прави учинок, нема резултати, нема ефекти, тоа не е добро ни за ДУИ, ни за државата. И за крај да ве прашам, ќе има ли предвремени избори? Подржувате ли предвремени избори? Значи, во моментот не гледам потреба за предвремени избори. Значи, има политички амбиент, има солуции, значи, и ова што се направи е непотребно, имаше стабилно мнозинство, требаше само да се сработи тоа што е ветено, програмите, значи, да се реализираат и ќе немаше потреба од вакви политички акробации. Се надевам дека ова нема да доведе до предвремени избори и треба заедно, значи, да спомнеме сили да изнајдеме решение и да дојдеме до промена на уставните промени, и тоа е единствен пат, алтернативен пат, значи, за граѓаните во Македонија да одиме кон Европска унија. Значи, оваа пазар 3 коалиција, како што нарекуват, ќе успее да издржи до крај на мандатот? Ќе видиме, мислам, не можам, сега не анализираме целата политичка состојба, ние малце сме внесени да го демократизираме ДУИ, оти наша заложба и мислење дека со демократизирање на партиите можеме да се демократизира општеството и државата и на тој начин може да претендираме кон Европска унија. Не напротив, значи само да се нарекуваме Европски фронт, а да ги укинеме сите европски вредности. Значи да нема партиски органи, да нема дебата, да нема анализа, да нема отчет и со тоа што го ветуваме да стоиме, значи за тоа. Така, господине Меджити, ви благодарам за интервјуто и се надевам дека ќе ги остварите своите цели. Благодарам и на вас и се надевам дека ќе се гледаме и во други прилики.